управата за имотно-правни работи и Агенцијата за катастар на недвижности денес и утре во Радовиш и во Струмица ги реализира заедничките отворени денови за средби со граѓаните. Тука сме заеднички тимови на управата и на Агенцијата за катастар на недвижности да излеземе во пресред на сите прашања и проблеми со кои што се соочуваат граѓаните од овие две општини во однос на прашања од имотно-правен карактер. Од 9 до 17 часот работаат нашите заеднички тимови, така што апел да ги искористат овие денови и да се обратат до нас. Во однос на одделението на управата за имотно-правни во Радовиш би сакал да напоменам дека тоа е одделение кое што во постапка има за решавање уште околу 3000 предмети за приватизација. Тоа се предмети кои што дел беа поднесени во ова одделение, меѓутоа има и предмети кои што одделението во Радовиш ги презеде од подрачните одделенија на управата во Кисела Вода и во Штип, со цел да излезе во пресред или на некој начин да помогне во однос на тие одделенија во однос на решавањето на овие предмети. Во однос на одделението сакам да напоменам дека истото е веќе и вклучено во активностите во реализацијата на проектот Купи куќа за млади, што значи дека сите заинтересирани млади лица кои што сакаат да добијат подетални информации во однос на овој проект, условите кои што треба да се исполнуваат и слично, може да се обратат во подрачното одделение во Радовиш, каде што ќе ги добијат сите овие потребни информации кои што сепак се значајни за да може да ги почувствуваат ефектите од овој значаен проект на владата на Република Македонија и на Министерството за финансии. Посебно сакам да искористам оваа прилика во Радовиш и средбата со градоначалникот да информирам за една новост. Поврзана е со старата стоковна куќа во Радовиш, на иницијатива на градоначалникот и на општина Радовиш. Ние како Министерство за финансии веќе започнавме активноста, односно постапката за продажба на тој објект, така што се очекува во наредниве 10 дена да се донесе веќе одлуката за продажба, пошто ќе следи и рокот во кој што сите заинтересирани лица ќе можат да се пријават на огласот кој што ќе биде јавно објавен. Така што очекувам со успешно завршување на таа постапка општина Радовиш да добие уште една значајна содржина во центарот на градот. Значи тој објект кој што долго време руинирал веќе да добие нова вредност и секако да биде бенефит за граѓаните на општина Радовиш. Агенцијата за катастар на недвижности заедно со управата за имотно-правни работи ги денеска во Радовиш и во Струмица ги значи се во затворените денови за катастарот и за управата. Морам да кажам дека од почетокот на оваа акција некаде од септември минатата година, заклучно со денешниот ден, имаме примени повеќе од 7100 граѓани кои што дошле на овие отворени денови на граѓани, истакнале своите проблеми, извистите сме нашли решение во моментот или пак сме им дали добар совет како да си ги решат овие имотно-правни работи. Одделението тука во Радовиш одлично си врши својата работа. Минатата година има примерно нешто на 27.000 предмети и сите се решени во законскиот рок. Исто така и одделението во Струмица добро си ја одвива работата. Минатата година има примерно над 57.000 предмети во Струмица и сите се решени во законскиот рок. Во делот на легализацијата на дивите градби, сакал да кажам дека во одделението Радовиш веќе се регистрирани повеќе од 2300 дивоградби, значи веќе се тие легални, додека во одделението во Струмица нешто над 6600 дивоградби веќе се запишани. На територијата на цела Република Македонија во катастарот до овој момент се регистрирани 143.007 дивоградби што порано биле, значи веќе се легализирани, запишани и истите имаат добиено имотелист. Агенцијата за катастар на недвижности исто така се вклучи како и другите институции, како општината, како управата за имотно-правни, Министерството за финансии во делот на проектот Купи куќа за млади. Катастарот обезбеди локации буквално за сите општини во територијата на Република Македонија. Истите се доставени до општините, на моје задоволство и на задоволство на началникот на Радовиш. Веќе за Радовиш се утврди поволна локација, од предложените неколку се одбра она локација која што највише одговара, така да сега понатаму сигурно ќе следат процедурите околу донесување на тој урбанички план и началникот подетално ви формира веќе за таа работа. Исто така би сакал да напоменам дека катастарот од 2014 година па навака
во стратешкиот план на развој на истиот беше зацртано да направи 3 клучни регистри за државата. Тоа беше регистарот на цени, регистарот на градежно земјиште и адресниот регистар. Регистарот на цени веќе го направивме, тоа беше пуштен во употреба во март минатата година. Сега активно работиме на регистарот на градежно земјиште, истиот е веќе готов, но во моментов се врши полнење на податоци со сите донесени урбанистички планови кои што ги има во електронска форма, така да би сакал еден апел да упетам до сите општини кои што поседуваат такви урбанистички планови, тоа се понови урбанистички планови кои што се во електронска форма, час поскоро да ги достават до катастарот, се со цел да ги внесеме во тој регистар на градежно земјиште, од каде што бенефит понатака ќе имаат сите, како стопанството, така и граѓаните, така и државните институции ќе можат побрзо да ги реализираат работите. Во делот на третиот регистар, а тој е адресниот регистар, во моментов владата формира една работна група со цел да се промени најнапред законот, да се донесат законски измени, а катастарот паралелно со тоа веќе објави јавен оглас за изработка на софтверско решение што ќе ја поддржи целата работа. Така да и во овој дел, односно на адресниот регистар, очекуваме некаде за 2 години од денес и тој да го воспоставиме, што би значило дека за овие 3 клучни регистри кои што катастарот треба да ги направи, очекуваме исти да бидат завршени. Дали може да не кажете за услугата која што имаат компаниите и банките да вршат увид на состојбата на имотите? Благодарам, во текот на вчерашниот ден, во соработка со Стопанската комора, ја промовиравме новата услуга на катастарот, тоа е популарно наречена watchdog или куќи чувар. Таа е пред се наменета за доверителите, значи наменета за банките, наменета за бизнисмените, наменета за извршителите. Таа услуга возможува да секоја банка која што дала хипотека или извршител кој што дал налог за извршување, да го визицира имотниот лист кој што му е предмет на интерес и било какви промени да се случуваат на имотниот лист или било какви барања да се доставуваат од странките за тој имотен лист, веднаш ќе бидат информирани, односно самиот систем електронскиот шалтер ќе ги информира дека нешто се случува. Ова е пракса веќе е на запад, ја преземавме конкретно како идеја, беше на барање на банките, беше на барање на бизнисмените и со такви извршителите. Ја разработивме во соработка со холандскиот катастар, таму веќе нешто слично вакво функционира, така да ја возможивме негова имплементација и сега очекуваме банките, бизнисмените, извршителите масовно да ја користат.